ќе се именов. Да. Едно кратко подсетување за вашата приказна. Да, дадов изјава со која побарав да ми се продолжи договорот за вработување. Врз основа на која изјава јас требаше да добием одлука, меѓутоа не добив никаква одлука, ни позитивна, ни негативна. Дали одлуката се прифаќа или односно изјавата се прифаќа или се одбива. Тоа што направија, кога напунив возраст, ме одјавија на 20 јули и јас сум моментално нити во пензија, нити вработена. Затоа за да се пензионирам, бидејќи тие ме пензионираат по службена должност, требале да ги средат документите во ПИОМ. При мојата проверка во ПИОМ констатирани се многу недостатоци, кои службите требале да ги направат. Например, ја не се разбирам во тоа, тие треба да отидат да видат што треба да се направи со образците, не само М4, туку М1, М2, пријави, одјави, за да можат поднатаму да се внесе дополна и на невнесениот стаж од страна на гимназијата. Всушност сега сте во една ситуација кога не сте ниту вработена, ниту можете да бидете пензионер. Колку време трае се тоа? Па ова трае од 20 јули. Значи 7 месеци, 7-8 месеци. Јас сум без здравствена заштита, без примања. Јас сакав да регулирам на некој начин, меѓутоа не успеав затоа што документацијата од страна на гимназијата не е средена. Јас неколку пати се јавив телефонски да побарам да се однесат соодветните образци и на службите да им се објасни кои исправки треба да се направат, меѓутоа до ден денес тоа не е сторено и на крајот се обратив и писмено до гимназијата за да може да се евидентира, да се среди стажот и да се најде некое решение. Добивте ли некаков одговор од гимназијата до сега? До сега не сум добила никаков одговор. Во меѓувреме вие покривате... Во меѓувреме, бидејќи по институционален пат не можев да го решам проблемот, многу почна да се одуговлекува, за да не ги испуштам роковите, јас поднесов тужба. За жал и таа тужба и таа пресуда требаше до сега да биде донесена, бидејќи според Законот за работни односи во рок од 6 месеци треба да се донесе пресуда. Јас тужбата ја поднесов на 16 јуни, што значи до 16 декември требаше да биде спорот окончан, решен во првостепената постапка. Меѓутоа и тој се одоговлекува, пролонгира од страна на гимназијата. До каде е сега постапката? Па сега сме на самиот почеток. Она што било на подготвителното рочиште, подготвително, а главна расправа се уште не е одржана, затоа што прво се смени судскиот совет и при новото презакажување на рочиштето, гимназијата 2 термини одби, бидејќи на едниот термин директорот е на службен пат, на другиот термин адвокатот е на годишен одмор, на пат, на зимување. На закажаното рочиште директорот не дојде, затоа што не знаел дека ќе се одржи главна расправа и повторно е презакажано за април месец. Како живеете сега? Па, многу тешко, меѓутоа за среќа имам роднини кои ми излегуваат во пресрет. Имате ли поддршка од бившите колеги? Да, од дел од колегите имам голема поддршка, огромна поддршка. Дури и тие се понудија да помогнат во овој дел, додека не се реши проблем.